што зборевме како еден предвестник на Исусовото воскресение, што не знам дека на нас не доаѓа за 5 недели, ама ете, мислам дека предходните неколку проповеди кои што ги проповедаше пастор Живко се од огромна важност за секој од нас како христијани. И исто така денешната порака мислам дека се вклопува и се надевам дека ќе биде убава основа за теолошкиот викенд за кој што Никола исто спомна и ве охрабрам да стварно се пријавите. Може би не го познавате доктор Грег Телман, ама е одличен оратор, професор и стварно тоа што го зборува е многу практично за како да живееме ние како христијани во моментот кај што се наоѓаме. И сакам да дадам кратко сиже на историјата од Битие, скоро секогаш го правам, до каде се наоѓаме ние денес, зашто мислам дека е многу важно и мислам дека ќе ни ги отвори малку повеќе очите за Божјото царство. Темата е Божјото царство, како што може да видите на телевизорот. Во Библијата, а низ историјата на христијанството, можеме да видиме дека неколку теми се проткајуваат низ Светото писмо од самиот почеток до крајот, во Стариот и во Новиот Завет. И сите тие се теми како спасение, помирување, бунт, љубов, омраза, царство, Бог. И тоа се сите теми кои што покрај нивната духовна реалност содржат и многу физичка реалност. Односно Библијата пишува приказни за реален Бог кој владее со реално царство во нашиот реален свет. Реалниот свет не се состои само од физичкото, од оно што можеме го видиме и да го почувствуваме, туку тоа го вклучува и духовниот свет. Она што го гледаме, она што не го исто така што не го гледаме, во длабочините и во висините. И оваа реалност која што е представена во Библијата треба да ни даде увид во начинот на кој што го разбираме светот и луѓето околу нас, а тоа е можно ако гледаме низ призмата на вистината на Божиот збор, олицетворениот Бог Исус и Божиот дух, кој што уште од почеток на светот е инволвиран во создавањето на светот, инволвиран во самиот човек, го инспирира Божиот народ одново и одново да чекори и гради во согласност со волјата на Бог. Па така Божјото царство е една од главните теми на Библијата, една од темите кои што многу важно да на правилен начин ја разбереме и протолкуваме. И тоа наведом изгледа многу различно во различни епохи од историјата на човештвото. Но можеме да видиме дека замислата за царството, Божјото царство, кој што од почеток била иста и ќе остане иста додека не се воспостави во целост. Кога ќе го споменеме терминот царство, веројатно на машките прво на памет им доаѓа Римското царство можеби, или Велика Британија, или некои од античките царства или династии кои постоеле. Царството во нашиот човечки контекст најчесто е поврзан со локација која што е определена со територија, односно со граници, во која еден цар владее и тоа не е далеко од вистината. Тоа за нас денес представува царство. Но вистината е дека царствата кои што постоеле и во многу помал број постојат и денес, се определени со граници, во нив има врховен владетел под кој што граѓаните се на некој начин подчинети или му служат. Но од друга страна, гледаме дека Божјото царство не се вклопува целосно во таа идеја која што ние имаме за Божјото царство, а сепак ни е прикажано на начин на кој што ние можеме да го разбереме. Но дали е навистина така? Првата слика за Божјото царство може да го видиме во Битие. За ова збореше пастор Живко и го спомна во неколку од неговите проповеди. Бог го создава светот и се што е во него. Тој дава функција на сето едно нешто кое што го создава, му дава титула. Најпосле го создава и човекот, круната на неговото создание. Па му заповеда да се грижи за се што на кое што му е дадено власт, да продолжи да гради, да создава и да се размножува. На некој начин, уште во почетокот, Бог воспоставува некакви принципи за царството на Бог, во кое што Бог владее преку човек кој што тој го одбира. Бог одлучува да соработува со неговата креација за да го гради и да го воспоставува неговото царство. И освен темата за царство, нешто што е многу поврзано со таа тема и темата на бунтот и на гревот. И многу интересно што
Бунтот против Бог исто така многу честа тема, која што ја гледаме во целиот Стари Нов Завет. Но многу интересно што истите прво создадени луѓе на кои што им беше дадена власт да владеат со светот и да го прослават нивниот создател, нивниот врховен владетел, се побунија против него и оттаму на некој начин почнува една од главните старозаветни теми на Божиот план за помирување со своето создание, кој што, како го кажав, одбира да го извршува преку одредени луѓе кои што самиот Бог ги одбира. Па така Божиот план за помирување и повторно воспоставување на своето царство продолжува во текот на целиот Стар Завет, со Ное, со Мојсей, со Исак, со Јаков, со Давид, со пророците и така натаму. Подоцна гледаме дека Бог го создава Израел преку Јаков и преку тој народ кој што нему му припаѓа одлучува да го спроведе да спроведе својата замисла и план за откупување и помирување на Бог и човекот. Но воедно на сето тоа, еднаш за секогаш да го воспостави своето небесно царство на земјата. И доаѓаме до една многу важна тема која што спомнав, а таа е гревот. Многу интересно дека преку првиот човек Бог на некој начин ги воспоставува, како што кажав, принципите на царството. Но во истата таа наратива гледаме како и на некој начин сатаната ги воспоставува своите принципи за своето царство. И тоа истото го прави преку човекот. И нова ќе се навратиме подоцна, бидејќи е еден главен дел во парагата која што сакам да ја кажам. И уште во првата книга од Библијата осознаваме дека Бог работи преку човекот. И осознаваме доста работи за Бог, за човекот и за непријателот и неговата релација кон Бог и човекот. Па од тие настани се развива една голема приказна во која што сме дел и јас и ти. Во Стариот Завет Божјото царство скоро во сите наративи изгледа и е представено на многу човечки начини. Не гледаме нешто пресупер духовно. Значи гледаме како преку првиот цар на Израел, кој што бил Саул, се воспоставува царство кое е определено со граници и функционира, како што кажав, можна човечки. Има еден цар, има територија во која што е поделено царството, се случува, константно има битки помеѓу различни народи и племиња и тоа најчесто се случува за територија, за пари и така натаму. Сето тоа што ни е представено е многу реално. Израел како народ живеел во реалниот свет. Искусувал се што искусували останатите народи, но имало една работа поради која што тој народ бил драстично поразличен. Израел, како ултимативен врховен владател, го имал Јахве, односно Богот на Израел. И како народ бил одбран од Јахве да преку нив се исполни се што Бог имал замислено да го направи. Се што Јахве барал од нив е нивната комплетна вера и љубов. И тоа го искажува преку неговите 10 заповеди, од кои што првата е да немаш друг Бог, освен самиот Бог Јахве. И секако, израелците, и ние може да видиме од наше лично искуство, тие заповеди се прекршувани на многу наврати. И се создава еден циклус во кој што народот, Бог, непријателот едноставно постојано циркулира. А тоа е, Господ ги избавува израелците од робство, почнува да ги води кон ветената земја, тие се бунтуваат против него, се поклонуваат на разни други богови идоли, ги снаоѓа неволја, бидејќи се надвор од Божјата заштита, бидејќи се бунтуваат против него. Повторно се каат, се враќаат кон Бог, постои еден период на мир и подоцна повторно се случува. Еден владетел ќе почине, па ќе дојде нов и повторно истиот циклус. Но во Стариот Завет од една страна Божјото царство гледаме дека е поистоветено со Израел и на некој начин преку нивната приказна ни е прикажано делувањето на Бог и расплетувањето на неговиот план. Но од друга страна, кога го гледаме царот Давид и пророците и псалмите на Давид, доаѓаме до сознание дека Божјиот план, односно неговата замисла за Божјото царство не се сведува
само на она што ни е прикажано преку израелците или само на тоа што е човечко и што можеме да го видиме. Не е само грабање територија, имање моќ, мојот Бог е посилен заради сето тоа што го имам. Но можеме да видиме дека неговото царство не е лимитирано, како што кажав, на територија и на некој човечки идеал, туку е тоа нешто многу поголемо, многу подлабоко. Нешто кое е тешко да се разбере во целост. И мислам дека никогаш нема го разбереме во целост. И нешто кое што е погрешно протолкувано и разбрано може да не доведе да имаме погрешно разбирање и верување за кој е Бог, што Бог сака од нас денес. Па така доаѓаме до Новиот Завет. И во кој на сцената ни се представени евреите, римјаните и грците. И тогашните евреи, кои што се потомци на израелците, се повторно под нечива власт, немаат собствена држава, територија, ниту храм. И многумина од нивните религиозни водачи кои што треба да ги водат кон нешто повозвишено се корумпирани. И наместо да ги водат кон некаков просперитет, ги водат кон пропаст. И делуваат на некој начин во согласност со Римската империја и тоа што им го наметнува, без разлика дали тоа се коси со нивните вредности кои што Бог, самиот Јахве им ги дава. И живеат во една многу тензична политичка и религиозна атмосфера. Многу слично на атмосферата во која што ние како македонци живееме денес или па на Балканот. И во сета таа тензија евреите имаат една надеж. Имаат надеж дека ќе дојде повторно Месијата, ќе се врати како војсководец на конј, ќе ги покоси сите непријатели, ќе го воспостави Израелското царство тука на земјата, кој што е определено со територија, и сите ќе се поклонат на израелците и тие ќе бидат супериорните победници, како што било ветувано. Ето уште деновите на Авраам. И во еден таков период од историјата, во едно мало градче Витлем, се раѓа мало бебе, за која мудреците велат дека е цар на израелците. Долгоочекуваниот цар, великан на конј, кој што со меч и оган сите ќе ги покоси, доаѓа како едно бебе родено во штала. И мислам дека со овој вовет можеме да добиеме малку подобра замисла за зошто така се однесувале евреите кон Исус, зошто учениците многу пати имале нејасноти и неверие и општо за страданието на Исус. Бог го испрати својот син на овој свет да го воспостави своето царство, но на многу порадикален и на многу поразличен начин од замислата на евреите, на неговите ученици, па и на нас денес. Јас што повеќе го запознавам Бог и ја студирам и ја учам Библијата, толку повеќе сваќам дека некои мои перцепции за царството и што тоа вистински значи за мене денес биле многу погрешни. Па така Исус расте, мислам дека има само една приказна за Исус кога бил дете, кога се изгубил во храмот. И подоцна гледаме како Исус е веќе возрасен, тој е дрводелец заедно со татко му. И тука се појавува Јован Крстител, кој што бил негов братучет, кој што на некој начин го приготвува патот за мисијата на Исус. И подоцна гледаме како тој го приготвува тој пат за Исус да ја отпочне својата мисија, која што ќе води до негова смрт, до неговото воскресение и вознесение. Исус во тие некои први глави од Евангелијата гледаме дека е крстен од својот братучет Јован Крстител во реката Јордан и потоа се случува нешто многу интересно. Тоа е нашиот текст за денес и сега ќе го прочитам Матеј 4 глава, ќе ја прочитам целата глава. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. Откако таму постеше 40 дни и 40 ноќи, тој изгладне. Тогаш искушувачот му пристапи и му рече: Ако си ти Божиот син, нареди им на камењава да се претворат во лебови. Но Исус му одговори: Светото писмо вели: човекот не живее само од леб, туку и од секој збор што произлегува од Божјата уста. Тогаш ѓаволот го одведе Исуса во светиот град Ерусалим, го постави на врвот на храмот и му рече: Ако си ти Божиот син, фрли се долу, бидејќи во Светото писмо пишува:
Бог ќе им заповеда на своите ангели да те чуваат, на своите дланки да те понесат, за да не ти се препне од камен ногата. А Исус му одговори: но го пишувај следново, не искушувај го Господа, својот Бог. И уште еднаш ѓаволот го искачи на највисоката планина и му ги покажа сите царства на земјата со сета нивна слава и му рече: сето ова ќе ти го дадам тебе, ако паднеш ничкому ми се поклониш. Но Исус му одговори: бегај од тука, Сатано, Светото писмо вели: поклонувај му се само на Господ твојот Бог и само нему служи му. Тогаш ѓаволот го остави, а кај Исус дојдоа ангели и му служеа. И кога Исус разбра дека го уапсиле Јован Крстител, се повлече од Јудеја во Галилеја. Тој се исели од Назарет и се насели во Кафарнаум, покрај Галилејското езеро на територијата на потомците на Зевулун и Нафтали. Тогаш се исполни предскажаното од пророкот Исаија кој рече: во земјата на Зевулун и Нафтали крај морето одаде реката Јордан во Галилеја, каде што живеат луѓе кои не го познаваат Бога, народот кој живее во мрак ќе види големо светло. Светлината ќе ги осветли луѓето што живеат во земјата каде што смртта надвиснува со својата сенка. Оттогаш Исус започна да проповеда зборувајќи: покајте се, зашто небесното царство се приближува. И одејќи по брегот на Галилејското езеро, Исус виде двајца браќа, Симон, подоцна наречен Петар, и неговиот брат Андреј. Тие поставуваа мрежа во езерото, бидејќи позанаед беа рибари. Исус ги повика: тргнете по мене и јас ќе ве научам како да ловите луѓе. Тие веднаш ги оставија своите мрежи и тргнаа под него. Одејќи понатаму, Исус виде и повика уште двајца браќа, Јаков и Јован, синови на Завдај, кои заедно со својот татко Завдај се наоѓаа во своето бродче и си ги подготвуваа рибарските мрежи. Тие веднаш ги оставија бродчето и татка си и тргнаа по Исус. И дека Исус одеше по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи ја радосната вест за Божјото царство и исцелувајќи секакви болести и заболувања кај луѓето. Гласот за него се рашири дури и во Сирија, и кај него ги доведуваа сите заболени од разни болести, луѓе обземени со демонски духови, епилептичари и парализирани. И Исус ги исцелуваше. По него тргна голема толпа народ од покрајните Галилеја и Декаполис, како и од Ерусалим, од Јудеја и од пределите источно од реката Јордан. Очигледно е дека на Исус царството му била една многу битна тема за која што тој самиот зборува. И во почетокот на неговата мисија, тој на некој начин ги повторува како ехо зборовите на Јован Крстител. Покајте се, зашто царството небесно е близу. И првиот пасус од ова поглавје, каде Исус е искушуван во пустината, верувам дека на повеќето ни е многу познато. По Исусовото крштение и пред почетокот на неговата мисија, тој е одведен во пустината, каде што Светиот Дух го води, така е напишано, и тој пости 40 денонокија, па искушуван од сатаната. Исус, лишен од основните потреби за да може да функционира, е ставен на тест со сатаната. И очигледно е во стиховите подале кои што ги погледнеме дека сатаната сепак има воспоставено некакво царство на земјата. И на тоа сакам да ставам фокус во овој пасус. Покрај искушенијата, за кои што мислам дека имаме слушано неколку пати, многу интересно што во овој пасус ни се представени контрастите на Божјото царство и на царството на темнината. На почетокот на пораката ја начнав идејата за тоа како во наративата на Адам и Ева на некој начин го гледаме воспоставувањето на овие две многу контрастни и различни царства. Божјото и она на непријателот. Но една многу битна разлика е што Божјото царство е безгранично и вечно, а другото е ограничено и привремено. Ако си ти Божјиот син, нареди им на камењата да се претворат во лебови. Но Исус му одговори: писмото вели: човекот не живее само од леб, туку и од секој збор што произлегува од Божјата уста. Исус е искушуван да ги искористи на некој начин своите моки, за да му докаже на сатаната дека тој всушност е Божјиот син. Но со самото тоа, ако Исус самиот, не по Божјата волја, одлучи да ги претвори камењата во леб, се спротивстава на Божјата волја и со тоа вели дека е цар на некое свое царство. Па така, ако вистински тој го претвори во тој момент лебот од каменот, тој не докажува дека е Божји син, тој всушност го докажува спротивното дека не е Божји син, туку дека тој функционира самиот со своја сопствена волја.
И секако целта на Бог не е да го остави Исус да гладува и да се мачи во вечност, но во тој момент воден од Духот Исус му одговара дека иако секако Бог може за него тоа да го направи и може да ги претвори камењата во лебови, Исус му одговара нешто многу поинтересно. Му одговара дека тој има нешто кој што сатаната никогаш не може да го има и не може да го понуди. А тоа е вистината, односно Божиот збор. Божиото царство во својата замисла е состојба на ред, на мир, на радост, на благосостојба која се заснова на Создателот Бог, која е ултимативната вистина. И Богот кој што е ултимативната вистина е единствениот кој што може да ја понуди таа вистина. За разлика од царството на непријателот, кое што е засновано на себичен владетел, кој има да понуди секакви моки и чуда, но не може да понуди вистина, вечен збор и себежртвуваност. Се што може да понуди е камен претворен во леб, кој за возврат носи до смрт и до уништување. А тогаш ѓаволот го одведе Исуса во светиот град Ерусалим, го постави на врвот на храмот и му рече: ако си ти Божиот син, фрли се долу, бидејќи во Светото писмо пишува: Бог ќе им заповеда на своите ангели да те чуваат, на своите дланки да те понесат, за да не ти се препне од камен ногата. А Исус му одговори: но го пишува и следнова: не искушувај го Господа, твојот Бог. И многу пати кога ќе слушнеме проповета, гледаме дека сатаната всушност го извртува Божјото писмо. Тој не кажува ултимативна лага, тука едноставно изоставува некои битни делови и го извртува писмото. И Исус се бори против сатаната без никакви муки, туку едноставно се бори со тоа што тој го познава писмото и му го кажува како вистински е, односно правилно му го толкува писмото. И второто искушение ни го отсликува принципот на верата и довербата. Реалноста е дека Бог е господар над се, дека се е под негова контрола, дека се е во него и дека тој ако сака ќе им каже на ангелите да те спасат ако паднеш од 200 метри височина. Но фактот е дека во него можеме да имаме целосна доверба без да имаме потреба да го искушуваме константно за да не докаже дека на вистина тој нема да не повреди или нема да не зафркне и дека не сака. Божјото царство во релација со човештвото мора да биде изградено врз овој принцип на вера и доверба, како што и секоја врска помеѓу луѓето. Без вера е невозможно да се доволи на Бог. А спротивно на тоа, царството на темнината и неговиот владетел се водени од зли намери кои се замаскирани со многу убави ветувања. Како ова со ангелите и како и првата приказна каде што ги лаже Адам и Ева дека ако лапнат од плодот на дрвото на распознавање на добро и злото, ќе добијат нешто кое што Бог всушност го крие од нив и постојано го оцрнува Бог, ја оцрнува неговата слика и ги оцрнува неговите ветувања. Тој постојано сака да не убеди дека тоа што Бог го заповеда и вели не е целосната вистина и треба да се тестира, да се искушува. За разлика од Бог, кој што од нас бара целосно предавање, без притоа да бидеме негови дрвени кукли кај што немаме слободна волја, туку тој во спротивност ни ја дава сета слободна волја за во таа слобода да може вистински да го сакаме и искрено да имаме доверба и вера во него. И уште еднаш ѓаволот искачи на највисоката планина и му ги покажа сите царства на земјата со сета нивна слава и му рече: се тоа ќе ти го дадам тебе, ако паднеш ничкум и ми се поклониш. Но Исус му одговори: бегај од тука, сатано, Светото писмо вели: поклонувај му се само на Господ твојот Бог и само нему служи му. Сатаната, пробувајќи да биде на некој начин да му представи на Исус нешто кое што, мислам, не ми е нејасно како може да му представи нешто на Бог кое што е поголемо од кое што самиот Бог може да му го даде. Самиот се зафркнува, бидејќи само покажува колку е ограничен и колку е неговата власт ограничена. Непријателот многу добро знае како да ја представи неговата власт во раскош, во изобилие, но не ја открива целосната вистина, а тоа е дека токму и тие земни царства
се единствените врз кои што тој има власт. И преку ова ја согледуваме целта на сатаната. Целта на сатаната дека сака да има моќ, сака да има власт и тоа сака да го направи по секоја цена. Не се грижи за луѓето, не се грижи за никој друг освен за себе. А контрастно на тоа, Божјото царство е единственото кое ултимативно ќе владее со целиот универзум и се што е создадено од самиот Бог. И Јахве е единствениот Бог кој има сета власт и сета моќ. И подоцна, од кога Исус го победува сатаната, со тоа што му возвраќа со библиски стихови и го победува како човек, не како Бог, туку како човек, продолжува да зачекори во неговата мисија, зашто до тогаш тој се уште ја нема започната својата мисија. И доаѓаме до главната поента конечно на денешната порака. А тоа се наоѓа во овие мали пасоси каде што Исус ги избира своите први ученици. Тоа се многу интересни пасоси и идејата за тоа што ќе го кажам следно го имав слушнато во една проповед пред многу години и така ми остана да ми одзвонува во главата и некако да го обликува начин на кој што размислувам за каков удел имам јас во Божјото царство. Исус ги избира првите ученици. Одејќи по брегот во Галилејското езеро, Исус виде двајца браќа, Симон, подоцна наречен Петар и неговиот брат Андреј. Тие поставуваа мрежа во езерото бидејќи позанаед беа рибари. Исус ги повика: "Тргнете по мене и јас ќе ве научам како да ловите луѓе." Тие веднаш ги оставија своите мрежи и тргнаа по него. Одејќи понатаму, Исус виде и повика уште двајца браќа, Јаков и Јован, синови на Завдај, кои заедно со својот татко Завдај се наоѓаа во своето бродче и се ги подготвуваа рибарските мрежи. Тие веднаш ги оставија бродчето и татка си и тргнаа по Исус. Како можеме ние денес да живееме во ова Божјо царство на начин на кој што е реален и практичен? Во Библијата можеме да видиме едно многу физички опишано царство, кое што на никој начин не соодветствува со нас, бидејќи живееме во демократија, немаме царства, немаме цар, барем ние. И со тоа не можеме баш да се поистоветиме. Од друга страна, го имаме духовното царство кое што ни е представено со ангели, со демони, со сите духовни димензии кои што не ги гледаме, но за кои што сме свесни. И одговорот на ова прашање во целост е многу покомплексно и не може да се одговори не во една проповед, туку воопшто не може да се одговори во целост, бидејќи сме ограничени, лимитирани со откровението кое што ни е дадено од Бог. Но во оваа приказна, каде што Исус ги избира своите ученици, согледуваме нешто многу интересно за Божјото царство. Првото е дека Бог одлучил уште од почетокот да го гради и унапредува своето царство преку нас луѓето. И тоа е многу важно. Бог не действува како сама единка која што само одлучува и тоа се збиднува, не дека не може, туку начинот, бидејќи е Бог на кој што одлучил тој да го воспоставува своето царство и да действува е преку неговото создание луѓето, кои што се контрастно различни од Бог, и се несвети, и се грешни, и се паднати, и се лимитирани. Но Бог тоа одлучува да го прави. Бог одлучува да ни дарува слободна волја и да не повикува да учествуваме во градењето на неговото царство. Второто, во главниот фокус на царството на темнината не е никој освен самиот непријател. Буквално нема гајле ниту за неговите поданици, ниту за луѓето, само сака да зграби што е можно повеќе, да има власт и да владее. А царството на Бог, во фокусот на царството Божјо се луѓето. Секако е целата креација и ние сме повикани да се грижиме и да ја култивираме целата креација, но круната на неговото создание се луѓето. И во овој случај, како што гледаме во овие пасоси, луѓето се представени како рибари, како риби и како мрежи. Луѓето се представени како риби. Првите ученици, Петар и Андреј, се повикани да станат рибари на луѓе. Во превод биле повикани да ја фрлаат мрежата во длабочините на водата, трпеливо чекајќи до наредното утро да видат дали мрежата се наполнила со нешто и ако се наполнила, со што се исполнила. На ист начин Исус ги повикува
да го споделуваат Евангелието во тие длабоки, темни места и трпеливо да чекаат за исходот кој што ќе дојде. Еден од принципите на Божјото царство е тој: да се споделува добрата вест насекаде и како мрежа да ги ловиме срцата на луѓето со Божјата љубов и со добрата порака на спасението. И во наредните стихови Матеј продолжува да пишува за други двајца рибари кои што се Јаков и Јован. Значи, првите двајца рибари ја фрлаат мрежата, ловат. Вторите рибари пишува дека Јаков и Јован ги подготвуваа рибарските мрежи. И јас за среќа го прочитав на англиски, каде што пишува mending, односно подготвувањето е преведено како поправање на тие мрежи. И во оригиналниот грчки превод тоа значи да се обновува или да се усовршува. И враќајќи се на почетокот во Битие, по првиот грев кој што настапува, по хаосот кој што слегнува на земјата, почнува Божјата мисија за обнова, за поправање на врската помеѓу него и неговото создание. Па така тој принцип на царството останува да постои и не само да постои, туку и да биде еден од темелите врз кои се заснова Божјото царство. Обновувањето на мрежата всушност значи обновувањето на врската помеѓу Бог и човекот, но и обновувањето и поправањето на врските помеѓу самите луѓе. И кога ќе се запрашаме со овие две слики кои што или може би имате искроз трета слика за Божјото царство, кога ги имаме овие слики за Божјото царство, ќе се запрашаме кој е најреалното и највидливото присуство на Божјото царство кое што ние може да го видиме и да го почувствуваме. Првото е секако Бог кој што нас лично и автентично ни се објавува, ни зборува и не води. Но второто нешто е начинот на кој што ние луѓето, односно црквата, љуби. Како црквата, односно тоа може да се види преку тоа како црквата ја поправа и ја обновува таа мрежа, мрежата на луѓето. Колку поголема и потврста е мрежата, толку повеќе риби може да улови. Толку е радикална пораката на царството што се сведува на нашата врска со Бог и на нашата врска со другите. И ниедно царство на тамнината не може да се спротистави на ова, и затоа најголемите удари на сатаната се секогаш кон сплотеноста, кон единството, кон врските, кон семејството. И во време кога се глорифицира индивидуалноста и себичноста, односно кога се глорифицираат овие некои принципи, да речам, на царството на темнината, Исус не повикува не да одиме во контранапад со, како да кажам, обратно, и ние да грабаме, и ние да се тепаме, и ние да се бориме, туку не повикува на нешто многу смирено, на нешто толку радикално и толку контракултуролошки, а тоа е да ја поправаме мрежата, да ја обновуваме мрежата со Бог и со луѓето и на тој начин да го споделуваме Божјото Евангелие, да ја споделуваме Божјата мисија, да го напредуваме и да го градиме царството. Како да бидеме дел од Божјото царство е токму преку ова. И ова го напишав се и многу супер звучи, ама си реков, јас прва не учествувам стално во овој начин на однесување. И оваа мисија е скоро невозможна, бидејќи како луѓе имаме тенденција да бараме правда за некој што ни сгрешил и се лутиме кога некој ќе не повреди и сметаме дека нема друг начин. Единствениот начин е да се лутиме, да си ги закоравиме срцата и да удриме назад со не со иста мера, туку 2 пати појако. И често знаеме и да се одмаздуваме. И сите овие работи се универзални и се човечки, и тоа е, да не речам, нормални. И никој не е имун на тие работи. Но една од најголемите сили на Божјиот збор и на Евангелието не е да му докажеме на некој што е вистината или да му докаже на некој што е нештото кое што е правилно,
Туку една од најголемите сили на Евангелието е токму оваа радикална љубов, која не менува секојдневно и не инспирира да ја поправаме мрежата на тоа место на кое што сме. И повторно да ја фрлиме, и пак да ја поправиме, и повторно да ја фрлиме, и пак да ја поправиме. И тоа од нас бара многу ранливост, бидејќи во процесот на поправање на мрежата не можеме да се преправиме дека сме некои кои што не сме, мора да бидеме ранливи. Тоа од нас бара вера, бидејќи многу често мрежата едноставно не престанува да се кине или па не престанува да лови риби, не лови риби и многу често знаеме да изгубиме вера. И тоа е нормално и се случува. Исто така, тоа од нас бара послушност. И таа послушност е всушност многу тешка. И таа послушност бара вера, и таа послушност бара ранливост. И бара константно да се присетуваме секое утро, бидејќи нашата реалност околу нас, тоа што го гледаме, не го пресликува ова. Всушност го пресликува различното. И не само нашата реалност, туку и самите ние. И јас кога ќе си се видам длабоко каква сум, сваќам не го отсликувам ова. Туку поентата е дека стандардот кој што го имаме ја прави целата разлика. Дали се стремиме кон принципите на Божјото царство, дали се стремиме да одиме толку длабоко со Бог, што ќе ни ги открива овие работи за Неговото царство, или едноставно не се стремиме. Едноставно остануваме каде што сме и сметаме дека знаеме најдобро, и кога сметаме дека знаеме најдобро, човекот во нас победува, односно тоа што не сакаме да го правиме, го правиме. И сакам да ве оставам со таа мисла која што кажа Јован Крстител, која што кажува Исус. Покајте се, зашто Царството Божјо е близу. Тоа не е повик за страф и за хаос, туку тоа е вистински повик да се запрашаме каков удел имам јас во оваа голема приказна која што Бог ја пишува. И ако не станеме свесни за реалноста која што кажа дека е и духовна и физичка, ќе влеземе само во некој циклус кој што едноставно не држи вакви, да не гледаме на оно што Бог сака да ни го даде да го видиме. Тоа е тоа.